Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Уддин, христијанинот. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, печатена во Дија ул Ислам, печатницата во Кадијана, под надзор на Хаким Фадала Дин Сахиб на 22 јуни 1897 година. बताऊं तुम्हें क्या कि क्या चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ. Во името на Аллах, милостивиот, дарителот без барања, somilosен, ние него го фалиме и привикуваме благослови на неговиот благороден пратеник салаллаху алейхи веселем. Сирач Уддин, христијанинот од Лахор, ми постави 4 прашања, барајки од мене да дадам одговор на нив. Сметам дека е сходно овие одговори да ги објавам за корист на целата јавност. Следуваат моите одговори на овие 4 прашања. Прашање 1. Според христијанското верување, мисијата на Исус во светот требало да ја покаже неговата љубов кон човештвото и да го жртвува својот живот поради нив. Може ли за мисијата на основачот на Исламот да се каже дека ги поседува овие отлики и може ли да се опише со подобри термини од љубов и жртвување? Одговор. Нека ни биде јасно дека со поставувањето на ова прашање, овој господин всушност сака да знае дали чесниот Куран, заради спасение на грешниците, го предлага проклетото жртвување, кое е слично на христијанското начело, дека Исус ги засакал грешниците за на себе да ги преземе проклеството на нивните гревови и да умре за нив, или дали чесниот Куран на човештвото му нуди подобри средства за постигнување на спасение. Во одговорот на ова прашање, господинот Сирач Уддин треба да знае дека честниот Куран никогаш не го представува концептот на проклета жртва. Ниту смета дека е дозволено гревот или проклеството на една личност да бидат префрлени на друга, а камоли проклествата на стотици милиони луѓе да му бидат наметнати на вратот на еден човек. Никој нема да го носи товарот на другиот. Пред да продолжам со представувањето на учењето на честниот Куран за спасението, сметам дека е неопходно да се покажат грешките на ова христијанско начело, така што секој кој што сака лесно може да ги спореди учењата на честниот Куран и Библијата за спасението. Нека биде јасно дека христијанското начело, како Бог од својата љубов кон светот и со цел да донесе спасение на човештвото, ги префрлил гревовите на непослушните, неверниците и грешните луѓе врз својот омилен син Исус и го направил да биде проколнат и предизвикал да биде распнат на проклетиот крст, како би се спасил од гревовите. Од било кој аспект на посматрање е потполно погрешно и срамно. Ако би се измерил на вагата на правдата, чинот на препишување на гревовите од еден човек на друг е неправеден и човечката свест никогаш не може да прифати еден криминалец да си оди слободно додека една невина личност е казнета поради неговите престапи. Ова начело исто така е искривено кога ја земеме во предвид природата на гревовите од аспект на посматрање на духовната филозофија. Факт е дека гревот е отров кој се раѓа кога човек не му е послушен на Бог, кога не го сака со целото свое срце и кога не го спомнува со љубов. Личноста чие срце станало отуѓено од Божјата љубов е како дрво, кое откако било искорнато од земјата, бидејќи не е во состојба да впива вода, секој ден се повеќе се суши и набрзо го губи сето свое зеленило. Таква е состојбата на човекот од чие срце е искорената љубовта Божја и тогаш со него преовладува гревот како сушата. अब मैं पिया चाहता हूँ रकीबों को आराम और राहत की ख्वाहिश. Божјиот закон предвидува 3 лека за оваа суша. Прво љубов, второ истигфар, тоест желба нешто да се притисне
и прикрие, се дотогаш додека корените на стеблото останат прекриени со земја, тоа има надеж да остане зелено. Трето, теоба, покаяние, тоест сообраќање кон Бог, со сета своја понизност, треба да ја впиеме водата на животот, за да постигнеме блискост со Него и преку добри дела да бидеме ослободени од мракот на гревовите. Теоба, покаяние, не е доволна само со јазикот. Вистинското покаяние мора да биде подкрепено со добри дела, кои личноста ја приближуваат кон Бог. Дова, молитва, представува облик на покаяние, бидејќи преку неа бараме блискост кон Бог. Од тие причини, кога Бог го вдахнал животот во човекот, тоа го нарекол рух, душа, бидејќи неговата вистинска среќа и мир лежат во признавањето и љубовта кон Бог и послушноста кон Него. Тој тоа уште го нарекол и нафс, бидејќи тоа бара единство со Бог. Оној кој го сака Бог е како дрво кое е цврсто вкоренето во земјата. Ово е човековиот конечен џеннет. Онака како што дрвото ја впива водата од земјата и ги исфрла штетните состојки, кога срцето на личноста се храни со водата на љубовта Божја, тоа е во состојба со леснотија да се ослободи од сите отровни влијанија. Откако му се приближи на Бог, тоа продолжува да прима чиста храна, која доведува до негов раст, цутење и донесување на плодови. Но оние кои што немаат корени во близина на Бог, не можат да ја впиваат оваа хранлива вода. Тие секој момент се повеќе се сушат и листовите опаѓаат оставајќи голи и грди гранки. Бидејќи сушата на гревовите произлегува од отуѓувањето од Бог, очигледно е дека единствениот лек за тоа е втемелување на цврст однос со Бог, како што ни сведочи самиот закон на природата. Повикувајќи се на ова Бог, величествениот вели: О, душо смирена, со Бог, врати се кон Господарот твој. Он е задоволен со тебе и ти си задоволна со Него. Затоа влези меѓу одбраните робови мои и влези во џеннетот мој. Затоа ревноста и страсната љубов кон Бог е единствениот делотворен лек за ослободување од гревовите. Побожните дела кои произлегуваат од оваа љубов помагаат да се изгасне огнот на гревовите, затоа што кога човек чини добри дела поради Бог, тој со тоа ја потврдува својата љубов кон Него. Првиот степен на љубов кој може да се сподели со дрвото кое е засадено во земјата, значи дека имаме таква верба во Бог, така што дури ќе му дадеме предност пред се друго, па дури и над својот собствен живот. चमन के लिए वो सबा चाहता हूँ बताओ तुम्हें क्या. Вториот степен кој може да се спореди со дрвото кое е цврсто вкоренето во земјата е истиквар, барање прошка од Бог, состојба во која човекот се плаши дека одвојувањето од Бог ќе ги разоткрие неговите човечки недостатоци. Третиот степен кој е сличен на дрвото кое своите корени ги пушта блиску до водата и ја впива како бебе е покајанието. Всушност, ова е филозофијата на гревовите, значи гревот се раѓа поради човечкото оддалечување од Бог и затоа тоа може да се избегне единствено со основање на однос со Бог. Навистина се незнајковци оние кои самоубиството на другиот го прогласуваат за лек против гревовите. Наводот дека некој со камен ќе ја удри својата собствена глава, како израз на симпатии за главоболка на друг, или ќе изврши самоубиство за да спаси некој друг, навистина е смешен. Било која разумна личност, таквото самоубиство не може да го смета како симпатија за човештвото. Без сомнение, човековата симпатија е вредна да се пофали и само храбрите луѓе поднесуваат страдања за да спасат други луѓе, но зарем не постојат други средства за олеснување на страдањата, освен преку методата која му е препишана на Исус. Да, Исус не извршил самоубиство и наместо тоа да страдал поради другите на разумен начин, светот сигурно би имал некоја корист од него. Например, ако градителот му се сожали на сиромав човек, кому му е потребна куќа, но не можел да обезбеди средства за да ја изгради, и тој ја изгради за него, без било каква парична награда за својата тешка работа,
тој сигурно на сиромавиот би му завршил огромна услуга и би заслужил многу пофалби. Меѓутоа, ако тој би ја удрил својата глава од камен за да покаже симпатии кон него, каква корист тоа би му донело на сиромавиот човек? За жал, само мал број луѓе во светот покажуваат доблест и милост на разумен начин. Ако навистина е вистина дека Исус извршил самоубиство, мислејќи дека ќе им донесе спасение на луѓето, тогаш неговата состојба на вистина е бедна и таквиот навод би требало да биде сокриен наместо да биде пропагиран. Анализирајќи го ова христијанското начело во контекст со проклетствата кои му биле препишани на Месијата, со жалење морам да кажам дека христијаните клеветеле против него, како што ниту еден друг народ не сторил такво нешто против својот пратеник или веровесник. Концептот дека Исус бил проколнат, па макар и за 3 дена, е дел од христијанското начело, кое потврдува дека спасението и проколнатата жртва не би биле можни без прогласувањето за тоа дека Исус бил проколнат. Со други зборови, столб на ова верување е проклетството. Според христијаните, самото верување дека Исус бил испратен во светот за да го сака човештвото и да се жртвува самиот себе поради нив, никому не може да му биде од корист, доколку тие исто така не веруваат дека Исус прво бил проколнат и бил распнат на проклетиот крст поради гревовите на луѓето. Затоа, претходно истакнав дека жртвувањето на Исус Христос е проколнато жртвување и дека распетието произлегува од проклетството кое произлегува од гревовите. Се поставува прашањето, дали може богобојазлива личност да биде проколната? Јасно е дека христијаните направиле грешка прифаќајќи дека Исус бил проколнат, па макар и за 3 дена или помалку, бидејќи проклетството се однесува на состојбата на човековото срце. Човек се нарекува проклет кога неговото срце е потполно отуѓено од Бог и кога стане негов непријател. Затоа и шејтанот е прогласен дека е проклет. Секој знае да се биде проклет значи да му биде одбиена блискоста до Бог и дека овој термин се употребува за оние чии срца престанале да го сакаат Бог и да му се покоруваат на Бог и кои станале негов непријател. Ова се значењата на проклетството, околу што се согласуваат сите лексикографи. Ако Исус навистина станал проклет, тогаш би следувало дека тој станал предмет на Божиот гнев, дека неговото срце станало лишено од божествените сознанија и дека престанало да го сака Бог и да му се покорува. Ние исто така мора да прифатиме, држејќи се до значењето на зборот проклет, дека Бог станува негов непријател и тој станува Божи непријател и дека тој му досадил на Бог и Бог му досадил нему. Според тоа, неизбежен е заклучокот дека колку долго и да бил проколнат, тој всушност станал неверник, Божи непријател и примал шејтански особини. Застапувањето на таквото верување за Исус се сведува на прифаќањето дека тој бил брат на шејтанот, чувај Боже. Јас верувам, без исклучок и на оние кои по природа се зли, дека ниедна личност која во своето срце чувствува и најмал страф од Бог, никогаш нема да се осмели да постапи толку нечовечки според богобојазливиот пратеник. Кога претходно го одбивме наводот дека Исусовото срце станало проклето, ние исто така мора да признаеме дека начелото за проколнатото жртвување е лажно и дека тоа не е ништо повеќе од план на некои неуки луѓе. हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ बंदा मगर मैं खुदा चाहता हूँ. Денес го завршивме
Првиот дел од книгата одговори на 4 прашања поставени од господин Сирач Удин, христијанинот. Еселаму алейкум.